Почитувани колеги советници, почитувани гости, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2024 година. Точка 2. Годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2024 година. Точка 3. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2024 година. Точка 4. Годишен извештај на локалниот совет за волонтерство на општина Битола за 2024 година. Точка 5. Извештај за активностите на општинскиот совет за превенција на детско престапништво за 2024 година. Точка 6. Извештај за реализација на програмата за туризам на општина Битола за 2024 година. Точка 7. Извештај за работа на локалниот економски социјален совет на општина Битола за периодот март 2024 февруари 2025 година. Точка 8. Акцијски план на локален економски социјален совет на општина Битола за 2025 година. И точка 9. Одлука за утврдување на реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците од подрачјето на општина Битола. Дали сме согласни со дневниот ред на Комисијата за јавни дејности? Кој е за? Едногласно. Председателот на локалниот совет за волонтерство на општина Битола ме замоли во интерес на времето, има некои обврски и точката да ја ставиме прва неговата за разгледување, а тоа е годишен извештај на локалниот совет за волонтерство на општина Битола за 2024 година. Ве молам председателе во кратки црти произнесете се околу извештајот. Повелете. Благодарам. Почитувана председателке, почитувани членови, ова година имам чест како нов председател да ја бранам програмата на локалниот совет за волонтерство на општина Битола. Морам да кажам дека е доста сработено и дека ги оправда очекувањата. И тоа, во текот на 2024 година локалниот совет за волонтерство го држа предвидениот број на седници согласно деловникот за работа, за кој е доставен и детален записник. Во соработка со општинската администрација, на веб страницата на општина Битола, локалниот совет за волонтерство доби посебно катче на кое што може да се најдат сите документи поврзани со работата на локалниот совет за волонтерство, листа на членови со контакти, промотивна брошура, деловник за работа и записници од седниците и стратегијата за волонтерство. Со ова се зголеми видливоста и достапноста на локалниот совет за волонтерство до сите заинтересирани страни и до граѓаните на општина Битола. Локалниот совет во соработка со општина Битола во 2024 година објави повик за поддршка на волонтерски акции од општина Битола. На јавниот повик за поддршка на волонтерските акции, кој го објави општина Битола, имаше доставено вкупно 9 апликации. Сите членови на локалниот совет за волонтерство извршија поединечно оценување на апликациите на претходно подготвена писмена форма за зголемување на транспарентноста и објективноста во оценувањето на апликациите. При тоа беше запазена одлуката со која членовите на локалниот совет за волонтерство да не гласат за апликации во кои што имаат конфликт на интереси. Апликациите кои ги исполнија критериумите и го добија доволниот број на бодови беа вкупно 9 на број. Локалниот совет препорача до соодветната комисија на општина Битола да ги поддржи сите 9 апликации и при тоа препораките беа во целост прифатени, за што упатуваме јавна благодарност. Радува фактот што од година во година е се поголем бројот и свесноста на вклучени волонтери и учесници во волонтерските акции. Запазена е родовата еднаквост и ранливите категории, различните возрастни граници и нивната посветеност. Исто така и учеството на јавните установи во реализацијата на проектите, особено на основните и средните училишта, но и на високообразовните институции. Тука мораме да ги истакнеме основните училишта Тодор Ангелевски, Трифун Пановски, Ѓорги Сугарев, Климент Охридски. Од средните училишта кои што учествуваа во реализација на проектите беа Таки Даскалот и Јован Калаузи Битола. А од високообразованите институции тука беше Педагошкиот факултет Битола. Локалниот совет за волонтерство го организираше промотивниот настан "Зошто волонтирам", кој беше одржан на 5 декември
во кафе бар Порта Джес со почеток во 12 часот. На настану имаше отворена јавна дискусија со домашни странски волонтери, на кои што беа и прераскажани нивните позитивни искуства и приказни од волонтерството. Локалниот совет за волонтерство на општина Битола ја додели наградата за волонтерски ангажман во локалната заедница за 2024 година по повод 5 декември, меѓународниот ден на волонтерството. Целта на доделувањето на оваа награда е да се поттикне и промовира волонтерството во општина Битола, да се зголеми видливоста на волонтерите и позитивните волонтерски практики и да се испочитуваат и реализираат понатамошниот развој и унапредување на локалното волонтерство на општина Битола. Наградата е од огромно значење за признанието на граѓанскиот ангажман во подобрување на животот на локалната заедница. Добитници на наградата за 2024 година според категориите беа Организацијата Црвен крст Битола, Клуб на млади за волонтерската акција Мини Олимпијада 2024 година и за волонтерец поединец Филип Етмишовски, кој што со неговиот 10 годишен ангажман во Бабец театар покажа дека може да се волонтира од најрана возраст. Локалниот совет за волонтерство потполно ги исполни очекувањата и предвидените обврски за 2024 година и го продолжи трендот на општина Битола како општина лидер во поддршката и справувањето со волонтерските политики и програмата. Јавно се заблагодаруваме до вас, советниците, председателката на советот, граначалникот, општинската администрација, општина Битола и медиумите за целосната поддршка и разбирање за унапредувањето, развојот на волонтеризмот во општина Битола и неговото влијание врз позитивното јавно мислење и правилното насочување на младите кон креирање на јавно добро. Со ова го исцрпувам извештајот и ви благодарам на вниманието. Благодарам, председателе. Дали имаме прашања по оваа точка? Констатирам дека нема прашања по точката и ви благодарам уште еднаш. Преминуваме на точка 1 од дневниот ред. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2024 година. Го молам представникот од општина Битола да се произнесе во кратки црти за годишниот извештај и програмата. Повелете. Добар ден и од мене. Значи, согласно програмата за култура на општина Битола за 2024 година, доставен ви е детален извештај, значи како се реализирани настаните. Тоа се пред се традиционални настани кои што се реализираат во програмата за култура. Потоа имаме организација на 4 ноември и организација на Битфест. Така да, согласно тоа што беше планирано во 2024 година, значи програмата беше планирано 18 милиони, реализирано е 95% од оваа програма. Значи во самата програма детално се наведени кои се настани и со какви средства беа поддржани. Ви благодарам. Дали имаме прашања по точката? Повелете, председателка. Добар ден на сите. Значи вака, поставив прашање и вчера, ќе го поставам истото и денес. Кажете ми, во минатата година имавме јавен повик за зимска приказна, така? Може да ми кажете колкава беше сумата на јавниот повик? Зимската приказна е во програмата за туризам, која што потоа и следува извештајот. Значи, лани 3 милиони беше, да. Јавниот повик беше распишан од општина Битола, така? Така, меѓутоа средствата се користат програмата за туризам. Добро, ќе прашам тогаш кога ќе ја разгледваме таа програма. Дали може да ми кажете околу Битфест? Тоа е исто од комисија, од програма за култура? Или од Битфест е програма за култура, да. Добро. Колкави средства беа распишани по јавен повик? Сега право да ви кажам точно не ми текнува. Значи програма разгледуваме за култура за минатата година. Треба да проверам точно колку беше јавниот повик. Мислам дека 1,5 милиони, меѓутоа не ме фаќајте. Мислам морам да проверам, ќе ви кажам. Точно колку беше програмата за јавниот повик за Битфест. Значи колку работи имаме во програмата за култура? 10? 12? Имаме повеќе, гледате, се ви е детално напишано. Значи имаме повеќе традиционални настани. Значи јас гледам
Меѓутоа ве прашувам, Значи, дали може мислам да ми дека кажете не колку знам јавни точно. повици сте распишале минатата година за... Битвест и 4 ноември. Еми не може да не се сеќаваме колкава била сумата. Морам да проверам. Барам 10 минути пауза да добиеме информација. 10 минути пауза. Почитувани, можеме да продолжиме со работа. Повелете. Значи, појавниот повик за Битвест беше во вредност од 1.000.000 денари. Во ред. Имавте 1.000.000 денари, а колку беа предвидени? Првично со програмата беа предвидени 1.5 милиони, а потоа со првиот ребаланс ги зголемивме на 2.5 милиони. А другите 1.5 милиони за шо се? 1.5 милиони ги скористивме, како што знаете, за отворањето на Битвест. Значи имавте 1 милион за изведувачи на Битфест и 1.5 милиони за отворањето. Отворањето беше 1.5 милиони денари, а 1 милион денари потоа со ребаланс се распиша јавен повик на кој што се пријавија, го имам записникот, значи учесници кои што учествуваа во текот на летото, на дополнето значи со оние традиционални настани од програмата кои што веќе нели беа во самата програма, а влегоа во програмата на Битвест за 24. Учествувате вие во припремањето на програмата? Нормално, да. Имам едно техничко прашање. Зошто флаерот веќе беше отпечатен со учесници на Битфест, а јавниот повик после тоа беше објавен? Говориме за јавниот повик? Да. За Битфест? Да. Не знам за видете, печатарскиот дел не е од програмата за култура, меѓутоа ние го Не за изготвуваме. печатарскиот дел. Значи јас зборувам дека изведувачите кои ќе учествуваат на Битфест имаше флаер и беа најавени со дати. Меѓутоа излезе значи самата официјална представа на изведувачи, а после тоа е распишан јавниот повик. Тој дел ве прашувам зошто беше така. Стварно не знам, не се сеќавам на овој дел. Јас се сеќавам, ќе ве Стварно потсетам не на писмено, ќе ви Добро, пуштам во и ред. информација од јавен Во ред, карактер, во ред. ќе мислам би Добро, сакала во да ми одговорите како може да биде испечатен флаер, а да не е распишан јавниот повик. Добро, во ред. За во самата програма за култура, колку средства имаме посебна ставка за озвучување? Ставката за озвучување нели со првиот ребаланс, првен беше 1.5 милиони, а потоа со првиот ребаланс се зголемивме на 2.5 милиони денари. Тука ни влегуваат и тезгите, изнајмување на тезги. Всушност средствата кои што станаа во програмата за култура не доискористени се од овој дел, бидејќи знаете не можеме точно да испланираме колку ќе требат озвучувања во текот на годината и колку ќе се побараат тезги да бидат изнајмени. Какви тезги? Општински тезги кои што ги има општината 10 и ги изнајмуваме по настани, по барање на изведувачите, здруженија кои што ги прават настаните. Значи, ми зборате за тезги или за куќарки? Тезги. Тоа се оние, сега се метални, порано беа дрвени, сега се метални зелени тезги. Во моментот имаме такви изнајмени? Имаме, да. За? Дали се изнајмени во моментот? Да. Не знам, во моментот мислам дека немаме, не. Обично ги имаме во пролетниот и летниот период кога се организираат настани, сега заради временските услови надвор немаме активности. Добро, за сега толку. Благодарам. Повелете, Петар. Имам прашање до представникот од општина Битола во врска со ставката за озвучување што е, дали бидејќи во извештајот гледам дека само една фирма се спомнува, дали озвучувањето се добива на јавен повик или кој одлучува за дека ќе бидат доделени на ова компанија? Да, озвучувањето и осветлувањето заедно со тезгите се на јавен повик. Во моментот сега беше распишан јавниот повик и вчера беше отворањето за 2025. А за 2024 исто повик или комисија беше? Исто повик, значи не може, ова е голема јавна набавка. На повик оди се јавуваат фирми која што ќе има нели најповолна цена, таа се избира. Благодарам. Други прашања?
Немаме други прашања по оваа точка и преминуваме на точка 2 од дневниот ред. Годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2024 година. Го молам представникот од општината да во кратки црти да се произнесе по точката. Повелете. Ви благодарам. Значи, програмата за образование на општина Битола е во два дела, значи тоа е основно и средно образование и како што знаете, дел од средствата се од сметката наменски дотации, а дел се наши во основното образование се наши средства од нашата буџетска сметка на општината. Така да за основното образование од буџетската сметка во 2024 година биле испланирани 66.713.000 денари, а реализирани се 60.508.087 денари. Додека од наменската дотација биле планирани 604.922.937 денари, од кои што имаме остаток од 12.928.106 денари. Како што можете да видите, значи тука се поставки, најголем дел од средствата се за плати на вработените во основното образование, потоа тука се режиските трошоци, дел одржување на зградите и слично. Во делот на средното образование, сите средства значи се од наменската блок дотација, тоа се во вредност од 1 милиарда 9.749.977 денари, од кои што имавме вкупно 404.827.040 денари, од кои што имавме остаток од 47.565.014 денари. Како што знаете, со првиот ребаланс во 2025 од наменската дотација, вишоците нели ги префрливме во 2025 година. Така да вкупно од блок дотацијата, јас тоа што го кажав, 1 милиарда беше вкупно за основно и средно образование, од 1 милиарда, од прилика имавме остаток од 60 милиони, кои што нели ги пренасочивме со првиот ребаланс во 2025 година, а од нашата сметка, од општинската, од вкупно 66.823.000 денари, останаа само 6.208 денари. Ви благодарам. Дали имате прашања по точката 2 од дневниот ред? Повелете, колега Корлевски. Мене ме интересира делот на програмата на образование и годинава и минатата и предходната. Јас не гледам оставките за, значи има одржување, хардверска опрема, ваква опрема, друга опрема, канцелариски материјалите. Има за одржување на противпожарни апарати? Немаме таква посебна ставка. Тоа е во одржување. Добро, и ги одржувате, има во сите училишта противпожарна опрема? Па сега во моментот се прават одредени извештаи, така да мислам дека ќе ги имате. Ќе знаеме точно. Сега во моментот се прави, може сега денес има наставаме, разбирате што сакам да ви кажам, а ние немаме предвидено средства. 2024-та немаме нити за 2025 година. Дали имате хидранска мрежа во сите училишта? Функционално. Значи во моментот немам таква информација. Добро. Бидејќи податоците ги собираме, значи сега ги накнадно ќе ви ги доставиме. Добро. Вака сега. Во делот на изградба на капацитети на енергетиката, планирани 6 милиони, 5 овие се пари од... Изминете само тоа се за набавка на фотоволтаици. Ако за истото зборуваме, значи 78 реден број? Да. Поставување на фотоволтаици во медицинско, во долната гимназија и во техничкото училиште. Втора работа, многу битно е видеонадзорот. Вериме дека имаме информатичка опрема и видео опрема. Купуваме. Во ова спаѓат тие видеонадзор таква работа или немаме воопшто видео во основно и средно образование? Значи, ова ставка беше искористена за набавување на компјутери и на смарт табли. Добро, дали воопшто имаме во било кој училиште видеонадзор? Дали е основно, дали е средно, небитно? Мислам дека само во основното училиште Елпида Караманди. Значи само таму имаме видеонадзор. Заради нели изградбата на игралиштата. Заради игралиштата, значи во секој случај. Збораме за, значи под на игралиштата, не збораме за училиштата внатре, за состојбата. Добро.
Дали имаме некој проект? Збораме за првата година, градоначалникот излезе дека имаме во реконструкција за дека направен проектот за основно училиште. Јас не можам да го видам, извинете, тука може постои. Во Буковски ливади. 2025-та. Да, во 2025-та ќе почне, меѓутоа треба да го имаме проектот овде, нешто дека сме платиле пари за изработка. Да не обезбеден проектот со донација, бидејќи знаете дека доста одлуки донесовме со обезбедување Не, на зато проектите, прашувам школите дали- ги донесуваат, ги бараат преку донаци. Значи, одредени фирми обично им ги донираат проектите. Кажете конкретно за што ќе проверам. Запишете уште една работа. Дали сите објекти, основното средното образование, се осигурани сите објекти? То сигурно ете да сите се осигурани тие, бидејќи општината ги осигура сите објекти кои што се нејзини, имаме едно заедничко големо осигурување, така да сите објекти се осигурани. Не, оти во 2022 не бе, ако не сум донесовме на работа и беа задоцнати, па паднал огласо, отпосле се сеќавам колешката. Во октомври ни е обично полисата, значи за Добро. осигурување на сите објекти кои што се сопственост на општината. Дали имаме физичко обезбедување во основното и средното образование? Мислам, средства потрошени за физичко обезбедување. Збораме Буџет, агенција, некоја ангажирана ти работи од страна. Добро, ќе ви одговорам писмено. Превозни услуги во образованието овде пише на една ставка, например, H1 30, 3 милиони 438, а на друга погоре течни горива 4,925 милиони денари. Горива се за едната ставка Грејење за нафта. грејење. Да, за грејење, а превозот е значи превозот кој што Превозот го е користи. превоз. Да, за учениците, да. Сега, втора работа. Кога збораме за превозот, овие 3 милиони 400. Превозни услуги збораме за учениците кои што се надвор од Битола, во Битола нема превоз според законот, мислам. Значи, над... грешни бројки кажуваш, не знам како ги гледаш. 39 милиони има за превоз. H1 425 760. H1 425 760. Аха. Ставка 30. Тие може има Чекајте, 30. значи имаме од буџетот на општината 14 милиони 889 и плюс имаме од блок дотацијата уште 3 милиони 438. Ова се превоз кој што самите школи, основните училишта си го нели распишуваат тендери за превоз на учениците. А во средното образование Не, прашањето ми е едно. Значи, ќе збораме ние со училишта, ќе дојдат и тие наред тука ќе кажат вака. Дали општина Битола има обезбедено превоз согласно законската регулатива за секој ученик или само Точно, да. оди за тие што не се надвор од Битола? согласно законската, да, имаме за сите. Над 2 километри збораме, значи како според законник, оние кои што се оддалечени 2 километри од местото на живење. Да. Попрашувам за родителите, бидејќи сите ме прашуваат зошто ни барат карта. Сега, ево, одговорот го имаме. Тоа ми беше прашањето. За сега толку. Ви благодарам. Други прашања? Повелете. Вака сега. Имате една ставка од наменска од дотациите, каде имате течни горива 4 милиони и 900. Планирано, меѓутоа реализирано 2 милиони и 200. А од другата сметка, односно не е од другата сметка, H2, предпоставувам дека вие средно образование, имате 17 милиони, односно 9 милиони и 600. Вкупно идат околу 20 милиони. Вкупно потрошени средства за грејење на средно и основно образование се 20 милиони за горива? За течни горива? Во основните училишта имаме 19 милиони и 500 и плюс тие од блок дотацијата 2 милиони и 274, тоа е само за основно збораме, течни горива. Исто така ова оди на тендер, значи го распишува општината тендерот и... Добро. Да. Дали може да ми кажете кој набавува течни горива во општина Битола, кој има добиено на тендер и кога е склучен последниот договор? Тука е колегата Дејан, бидејќи тој е одговорен. Дејан, можеш точно кажеш кој е са во моментот, Дејан го води. Ме интересира фирмата
која добила на тендер и кога е склучен последниот договор? Пуцко Петроле и негде јануари месец. Значи, Не, во март имате последно склучено договор. Еве, јас ќе ви кажам. Фирмата е Пуцко Петрол. Исто и во март, така? Како во март? Сега овој, мислам, што помина март 2025. Аха, овој што помина сега. Не знам за таков договор. Јас знам во јануари 2025 со Пуцко Петрол. Добро, дали јануари или март не е спорно, Да, меѓутоа Пуцко Петрол. Пуцко Петрол. Да. Добро. Исто и за 2023 е истата фирма? 2024. А за 2023 не знам, знаете? тогаш јас не работев на втората. Добро. Значи, течни горива, како што разбрав, околу 20 милиони имаме за средно и основно образование. Превоз на ученици во образование е 39 милиони, така? Ова е средно и основно. 30 Збораме основно, за да. основно, да. 14 и 3 милиони 438. 14 се потрошени и 3 милиони се испланирани и потрошени од блок дотацијата, значи околу 17-18 милиони. Не, вака, значи Х2 А Х2 тоа е за средно. за добро. средно имате 39 и 100. Да, добро. И плюс имате колку во основно? Во основно негде околу 18-19. 18, тоа се вкупно од прилика околу 60 милиони, така? Да. Да, Овие 60 милиони добро. не се, значи, башка од овие 60 милиони се услугите кои што ги добива Пелалинк. Овие се само кон приватници, така? Распишува тендер и се точно. Точно, овие се кон приватници. Значи 60 милиони имаме кон приватници, а за Пелалинк немаме тука во програмата, така? Не е во оваа програма. Сите ученици имат добиено превоз? Да. Во средните училишта имаше, значи, повик, скоро сите линии ги покривме. Немаме долг никаков? Мислите кон превозниците? Да. Па сигурно, не знам, треба да проверам точно, стварно не знам да ви кажам. Ајде, молам. Моментално, ете, не знам. Ти ги водиш. трошоци, моментално немаме трошок за превоз. Ми кажувате до 31.12 или ми кажувате до март? За сега, заклучно со февруари се последните месечни извештаи поштени. Извинете. Заклучно со февруари, последните месечни извештаи од училиштата што ги доставуваат, му се одобрени средства за превоз. Добро, и не должиме ништо за превоз моментално. Моментално не. Добро. Ме интересира за електричната енергија, односно комуналните обврски. Исто така се однесуваат на сите училишта, така? Да. Немаме за остаток нигде? Остаток моментално не. Исто заклучно со февруари. За сега толку. Други прашања по оваа точка? Немаме прашања повеќе по оваа точка и преминуваме на точка 3 од дневниот ред. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2024 година. Ве молам во кратки црти да се произнесете по извештајот и програмата. Повелете. Програмата за социјална заштита на општина Битола за 2024 година беше во вредност испланирани беа 17.980.000 денари, имаме реализација од 90%. Со тоа што, како што знаете, еден дел од средствата беа за еднократна парична помош, кој што ги дава нели советот до поединци, до физички лица. Од позначајните проекти е за граѓаните нормално инфраструктура за лица со попреченост во домот, во вредност од 500.000 денари, која беше, можам да речам, голем процент реализирана. Тука е проектот кој што го реализираме со UNDP, дел наши средства, дел од UNDP за образовни асистенти во средното образование и поддршка на повеќето здружение со лица со попреченост, значи им помагаме со едукатори и секако имаме два едукатори во основното училиште Ѓорги Сугарев, каде што нели имаме дневен престој за деца од ранливи категории кои што одат таму нели на третмани.
Проектот јавни дејности во вредност од 2.200.000, овие кои што ги ангажираме нели лица за средување на градот во пролетниот и летниот период. Потоа партиципација на детска градинка, ова ни е законска обврска, знаете дека партиципираме на деца кои што се нели од семејства на еднородителски, кои што се родители жртви на семејно насилство. Помош на лица со ретки болести, тоа се патни трошоци на лицата за до Битола, од Битола, нели, надвор од Битола. И ова имавме целосно скоро реализација на ова ставка. Инклузија на деца роми, тоа се деца кои што нели од ромската заедница секоја година со одлука на влада ги имаме околу 20-23 и секој месец им ја го плаќаме, нели го партиципираме тој додаток кој што ми е за детска градинка. Центарот за одржувањето, нели, според закон, односно според меморандум ни е центарот за слепи лица 60.000 денари, социјален погреб, нели, на лица кои што немаат никој од блиското семејство, значи од прво колено кои што немаат, во соработка со Центарот за социјални работи и правиме, значи даваме и ова услуга. Услугата за згрижување на бездомниците во вредност 1.200.000 денари во зимските, односно во ладните периоди, заедно со Црвен крст и обука на лични асистенти за лица со попреченост, значи минатата година беше ова обука реализирана повторно со Црвен крст. Тука и поддршката на, видовме, тука имаме дел од советите, тоа беше Советот за волонтерство, потоа ќе ослушните извештаат на Советот за детско престапништво. Значи сите совети кои што се формирани како помошни тела на Советот на општина Битола, преку јавен повик, преку ова програма, аплицираат и им даваме одредени скромни средства за да реализираат дел од нивните активности и волонтерските акции кои што претходно председателот на волонтерскиот совет ги спомна во вредност од 270.000 денари. Значи, како што кажав, имавме реализација 90% на програмата за социјална заштита. И благодарам. Прашања по оваа точка? Немаме прашања по оваа точка. Преминуваме на наредната точка од дневниот ред. Извештај за активностите на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво за 2024 година. Ве молам, произнесете се по точката. Повелете. Ворете сега? Добро. Почитувана председателке на Совет на Општина Битола, почитувана председателке на Комисијата за јавни дејности, почитувани членови. Еве, јас сум тука да го образложам извештајот за 2024 на Општинскиот совет за превенција од детско престапништво. Го председов советот од април месец и тогаш станав председавач. Од тој период активностите кои што се спроведени се во однос на реализација на целите кои што ги има Општинскиот совет за превенција. Првата цел е организирање и реализирање на активности за превентивни активности меѓу децата, тинејџерите во Општина Битола и регионот. Во однос на оваа цел, ние ја реализиравме со организирање на активности, тоа трибини, едукативни предавања, едукативни работилници, меѓу ученици од основно училиште, во основните училишта, средните училишта и меѓу родители. Можам да зборувам дека најповеќе бевме многу активни и да се пофалам во реализација на активности на трибините низ сите средни училишта, каде што наш тим организиран, бидејќи во нашиот совет има членови од различни области, односно тим составен од психолог, психотерапевт, адвокат, од Основен суд, од Центарот за социјална работа и исто така од СВР Битола представник. Ние како тим отидовме во сите училишта држејќи трибини, на кои што, односно тие трибини беа интерактивни со учениците, каде што тие можеа да поставуваат прашања. Увидовме дека голем дел од например, во некои работи учениците, средношколците не ги знаат дека ако направат, дека постои престап, дека веќе на одредена после 14 годишна возраст се кривично одговорни. Исто така дека потоа можат да завршат во полициска станица, каде што ќе треба биде повикан родител, исто така ќе биде повикан адвокат. Значи сите експерти од различни области им зборуваја и увидовме дека младите тоа што не го знаат,
се заинтересираа и поставуваа многу прашања. Со тоа, ние ја остваривме и втората цел на Општинскиот совет, а тоа е јакнење на комуникацијата меѓу институциите, бидејќи ние не можеме, ако не постои една соработка меѓу сите тие институции, не можеме да делуваме посебно. И видовме дека вистина беа тие дадоа плод. Сите тие активности беа споделени на нашите две Facebook страни, Општински совет за превенција и превенција за детско насилство, исто така на медиумите, на Битола Нјуз и исто така многу често македонската телевизија не повикува да известува за нашите активности кои што се спроведуваат, бидејќи сметам дека сме едни од можеби најактивните совети во цела Македонија. Сега покрај овие ние третата цел е сензибилизација на општествената средина за детското престапништво, кое што е во пораст, можеме да признаеме, а исто така и сите други зависности, сите други девијантни појави. Заради тоа во мај месец направивме еден голем хепенинг, кој што во соработка со Kids Битола, да бидеме креативни, а не девијантни. Со тоа беа опфатени голем број на деца, можеби 200 деца, кои што носеа пароли против девијантност, вандализам, пееа песни и така натаму, и на крај сите ние се направи едно срце, бидејќи така едно, со кое што пренесовме порака дека треба сите млади да ја пренесуваат енергијата која што ја имаат, најчесто во тинеџерството бунтовната енергија, да ја насочат во креативност, изуметност, музика, спорт особено, а не во зависности и насилство. Исто така беа реализирани активности, едукативни работилници со ученици од основните против насилство и во однос на програмата за детски права, членовите на АМОС спроведоа голем број активности во кои што беа опфатени голем број на ученици за против насилство и тие потоа тие активности ги вршеа во своите училишта. Сега продолжуваме оваа година уште појако, а вчера веќе имавме стварно преубав настан, каде што ученици со типичен и атипичен развој беа вклучени во еден креативен настан и оваа година веќе ние продолжуваме со спроведување на нашата цел и нашата визија. Ви благодарам. Ви благодарам, председателке. Имаме прашања, повелете, председателка. Јас немам прашања, меѓутоа сега се консултирав. Да бидам искрена, мислев дека имаме ставка предвидена и морам да кажам дека не треба да се пофалите сами, туку ние треба да ве пофалиме, од јас себе ве следам и мислам дека уште поголема јавност треба да се дај на овој совет и сметам дека навистина, како што кажавте, се собрани луѓе експерти во оваа област и максимално гледам дека се вложуваат, меѓутоа и ние како општина треба максимално да ги поддржиме. Колку што разбрав, ова година имаат само 50.000 денари, така? Оваа година е буџетот 63.000. 65.000. Сметам дека и како општина, и како совет, и како граѓани на Битола, треба да дадеме уште поголема поддршка, бидејќи она што го работат со децата е навистина сензитивно и навистина посебно денес гледаме колку се потребни ваквите совети. Од мене навистина едно големо браво, бидејќи стварно ве следам и мислам дека ваквите настани, ваквите работилници, ваквите експерти, луѓе кои што ги имаме, треба да ги имаме на едно место и да работат со младите во Битола. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Ви благодарам. Други прашања или констатации? Повелете, колега Карлевски. Ви благодарам, председателке. Значи, сакам само едно прашање, две прашања да поставам. Првото е во однос во овие вика осврт на активности на Општинскиот совет за превенција од детско представништво. Четврта точка ви е заштитата. Дали Советот за превенција има поднесено, бидејќи кажавте дека од повеќе структури е формиран овој совет, поднесено било каква пријава, бидејќи кај децата се јавува значи одделот на заштита, го прашавме и представникот од Министерството за внатрешни работи дека секој викенд се случуваат
различни родендени, прослави во ресторани, закупнини, дуќани и така натаму, кои што немаат угостителска дејност, немаат ништо, значи едноставно си ги прат таму забавите. При последната акција имаше затекнато 59 малолетници во алкохолизирана состојба после 12 часот. Дали општинскиот, значи овој совет, поднесол прива до Министерство или до МВР, СВР Битола или до Центар за социјална работа, зашто е тоа така. И втора работа е во однос на булингот. Во минатата година имавме 3 случаи на пријавување на булинг. Во Кирил Методи, Даме Груев и уште едно Елпиде или Гоце Делчев не ме фаќате за збор. Тие се прашањата. Како што кажав, нашата работа е превентивна. Еве, ние веќе започнавме и ова година и уште ќе продолжиме. А за досега веќе сме имали и наши представници кои што оделе со представници на СВР во објекти каде што се конзумира алкохол или се регистрираат тие деца кои што имаат помалку од 18 години. Се надеваме дека сега веќе и се зголемени таквите контроли и би требало да се зголемат, а ова година планираме повторно да се вклучиме во такви. До сега сме биле, а исто така ние имаме барање, ако може, од СВР Битола да ни пратат, да има, заради, еве, може би ќе се намали булингот, униформирано лице да патролира во, еве, може, ако нема доволно, да патролира барем во 3 училишта. Особено во попладневните часови, или преку цел ден, оти сепак многу е поинако кога и учениците гледаат дека булингот е, знаеме дека е зголемен, но секогаш велиме, еве, само ја го констатираме тоа. А што треба да се превземе за тоа? Не само констатираме има булинг или, ама некогаш не можеме да судиме според тоа некој родител ако постави на социјалните мрежи има булинг, некогаш не мора и да е точно, има булинг, но не во толкава мера колку што е некако многу се зборува. Сметам дека треба не само да се зборува, туку да се превземат активности, а мислам дека една од активностите е да има униформирано лице кој што ќе биде во училиштето можеби 12 часа или пак нека патролира во 3 училишта. Еве, например, Кирил Методи, Коле Канински, Гоце Делчев. Ние веќе работиме на таа ставка. Благодарам. Други прашања? Немаме други прашања по оваа точка. Преминуваме на наредна точка од дневниот ред. Извештај за реализација на програмата за туризам на општина Битола за 2024 година. Молам представникот од општината да се произнесе по точката. Повелете. Благодарам. Добар ден на сите, почитувани присутни. Програмата за туризам на општина Битола за 2024 година беа планирани 4 милиони денари, од кои што беа потрошени 3 милиони 576 хиляди и 576 денари и имаме реализација од скоро 90% на програмата. По ставки имаме ставка за промоција на активности на Националниот парк Пелистер за развој на туризмот 500.000 денари, таа ставка е потрошена во целост. Имаме ставка за студија за развој на летен и зимски туризам на Пелистер, планирани 300.000 денари, потрошени во 2024 се 0 денари, затоа што тука сакам да потенцирам дека тендерот се распиша во месец декември 2024 година и во моментот таа студија се работи и се реализира таа ставка, меѓутоа влеговме во 2025. Ќе биде реализирана во 2025 година. Моментално се работи на таа студија. Имаме организација на зимска приказна, значи за дочек на 2024 година, во висина од 3 милиони денари биле планирани за тој јавен повик, потрошени се 2 милиони 926 хиляди и 576 денари. И ставката имавме јавен повик за здруженија за спроведување на активности во врска со унапредување на туризмот на територија на општина Битола, беа планирани 200.000 денари и се потрошија 150.000 денари по тој јавен повик. Благодарам. Колку има прашања? Благодарам. Прашања. Повелете, колега Чулаковски. Прво ме интересира студијата за развој на летен и зимски туризам на Пелистер. Кој ја работи? Кој го доби тендерот за студијата?
Тендерот го доби група на професори од Факултетот за туризам во Охрид, кои што моментално работат. Тоа се почна да се работи во месец јануари, февруари. Добро, Ова одеше преку, само да потенцирам дека одеше преку системот за јавни набавки. Добро. Јавниот повик за Сдружение за спроведување на активности? Тој беше во месец декември. На тој јавен повик имавме пристигнато 3 апликации, од кои што беа финансирани 2 проекти, значи се доделија средства на 2 здруженија. Тоа се Креативен центар за млади од Битола, со име на проект Туристички развој на Битола, со 90.000 денари, и Божиновски фондација од Битола, со проект насловен Патеката на славните на Широксогак, видеосторија, со 60.000 денари. Тоа се вкупно 150.000 денари, и тие активности во комуникација сме со тие здруженија, дел нешто завршија, дел не, немаме уште извештаи, треба да ги завршат сега во периодов, во најкраток период. Добро. Комунална такса за применен престој. Планирани приходи. Ова е фиксно 2.500.000 или е според пријавени број на туристи годишно? Тоа не би знаел, ова е во комуникација правено кога ќе се прави програмата за наредна година со нашиот сектор, со оделението за финансии. Мислам, немам прецизна информација. Таа стално мислам од години, јас кога сум тука, била променлива. И не верувам дека е фиксно, тоа ми е мова. Добро, имаме ние категоризација и евиденција колку имаме сместувачки капацитети во Битола? Имаме, да, периодов е тоа доста актуелно прашање, дел се бришат. Јас сум председател на таа комисија. Имаме во моментов, баш вчера го ажурирав тој список, имаме околу 100 објекти, физички лица, кои што издаваат и ја вршат таа угостителска дејност од мал обем на територија на општина Битола. А ова е само физички лица, ама овде плаќат за комунална такса плаќат и хотелите и сите, така и правните лица. Да, ние сме комисија за категоризација само на физички лица. Според закон ние не можеме да категоризираме кога некој е со фирма. Таа постапка е водат пред Министерство за економија. Добро. Дали може да добиеме до седница еден список кои ги имаме сместувачки капацитети од физички и од правни лица? Апсолутно да. Нека влезе во записник. И јавен повик видовме. Овие 500.000 денари што ги даваме на Националниот парк, то се оние што ги плаќаме ствари за битолчани можат бесплатно влегват во Националниот парк. Имаме некаков договор со Националниот парк за што треба да се искористени тие? Имаме договор со Националниот парк Пелистер кој што е од негде ноември 2019 година. Тоа се, значи, тие средства дава програма за работа Националниот парк Пелистер, потоа дава и некои извештаи. Значи, тие се користат за активности според следните, имаме еден извештај: поправка на инфраструктура, значи на стрешници, табли, клупи и маси на излетничките локации, замена на огради на пешачки или велосипедски патеки, обезбедување на дрвни и други материјали за поправка и обновување на инфраструктурата и потребна работна рака, косење на тревна површина на излетнички места и патеките, голема ливада, мала ливада, печурка, историската и детската патека, обележување и одржување на други патеки за пешаци, велосипеди и обезбедување на потребни материјали и работна рака. Според договор тие 500.000 денари веќе му ги даваме Националниот парк Пелистер веќе некои 5-6 години. Океј, и уште за студијата ќе се вратам пак, сега ми текна. Имаме некој крајен рок кога треба да биде завршена студија? Да, крајен рок мислам дека негде му доаѓа околу средина на мај, ако не се лажам. Или то морам да го видам. Уствари може да е договорот потпишен крајот на јануари и има изведувачот рок од 90 дена. Че то би дошло крај на април. Крај април. Само не ме држете за збор, се во врска со точни датуми немам пред мене. А по кои критериуми беше ова? Што бараме ние од фирмата што ќе прави студијата точно во јавниот повик? Може да знаеме? Значи бараме да направи, значи, едно пообемно истражување и да ги види условите на Пелистер за развој на разни, да речем, гранки од туризмот, дали
Пелистер располага со дали може да се прави нови скијачки патеки и така натаму. Значи може тендерска документација може да ви ја пратам, да го сакам. Да ни ја пратите и таа заедно со Добро. другите. Благодарам. Благодарам. Други прашања? Повелите, колега Корлевски. Планирани приходи за реализација. Шифра 77-80-17. Извор на приходи надоме за добивање лиценца на угостителски дейност. 1.500.000. Дали може до седница да не ги доставите сите правни и физички лица кои што зеле лиценца од општина Битола за угостителска дейност? Од кои што се зеле финанси, пари. Добро. Се наплатиле, бидејќи сега во тек е моментална ситуација, каде што се затварат угостителски објекти, а претходно сме му зеле пари за таа лиценца. Како мислите се затвараат? Дел од нив велат дека немат лиценца за работа. Во медиумите отворете страната на општина Битола велат немат лиценца за работа. Овде велиме дека сме зеле за надоме за лиценца 1,5 милиони. Да ни кажете до седница, напишете ги таксативно. Од Петко зедовме толку пари, од овој толку пари. Сите што си уплатиле, мислам, за лиценца. Јасно. Тоа е тоа. И што паќе? Ви благодарам. Други прашања? Повелите. Да, истото на Корлевски, меѓутоа не знам дали бара само за 2024-та, јас сакам од 3 години наназад, ако може, да ни ги доставите сите уплати од надомес за добивање лиценца за угостителска дејност. Мислам дека тоа е јавен податок, не е никаков проблем да ни ги доставите. И мислам дека ги имате. Не ве разбрав, 1,5 милиони се добиени во 2024 како приход? Не знам. Ова значи, како што кажав, кога ја правиме програмата, ова е во координација со секторот за финансии. Не мислам дека се ова прецизни бројки, туку се планирани. Значи, планирани приходи. Планирани приходи за наредна година, Да. кој ќе ја правиме програмата во ноември-декември, предходната година, за идната. Добро, ние сега ја разгледуваме реализацијата на програмата. За 2024, да. Да, немате официјална бројка колку се реализирани тие приходи? Јас немам. Искрено немам. Добро, ве молам, значи мислам дека има веќе 3 месеци сме во друга година, може да ни ги доставите овие податоци, бидејќи овде ние читаме 1,5 милиони. Така биле планирани во крајот на 2023 за 2024, да. Може би требаше да имаме таква информација, меѓутоа ве молам и во записник да влези, да ни доставите на писмено до седница со таксативно и за 3 години наназад. Посебно за 2024 обавезно да ја имаме, бидејќи таа програма ја разгледуваме. Ставка број 3, трансфер и организација на зимска приказна, мислам дека имаше и јавен повик, така? Да. Висината беше околу 3 милиони денари, ако се сеќавам. Точно 3 милиони денари. Планирани 3 милиони, потрошени се 2.926.576 денари. Добро. Мене ме интересира, го прашав и вчера и директорот. До сега немам добиена информација од директорот на КИЦ. Видовме едно известување дека за изведувачи, односно вкупно за зимска приказна, се потрошени околу 6,5 милиони. Нешто повеќе од 6 милиони, така? Ме интересира кој од изведувачите добија средства преку општина, а кој преку КИЦ. И зошто, односно согласно кој закон, има право некој кој што не распишал јавен повик за манифестација да им исплаќа пари на изведувачи. Дали можете да ми го одговорите? Да, сега немам одговор. А исплатени се средствата? Само вака, значи, збораваме за дочек на 2024 година, а не сега ова зимска приказна. Добро. Дека спомнавте 6 милиони и колку било тотал, не знам. Да, меѓутоа дел од 2024 дел Добро. фаќа и дочекот на 2025-та.
Јас за 2025-та ве прашувам. Овде сега, јас ви кажувам за дочек на 24-та. Јавен повик Јавен повик во ноември се распиша за дочек 2023-та, ова е сега. Јавен повик. Вака. Во 2024-та, во декември, Добро. за кој дочек се распиша Тој ќе го јавен правиме, повик? тој ќе види во извештај за програма. Не, јас ве прашувам во 2024-та за кога се распиша јавен повик? За 2025-та. 25-та, Тоа е во ова програма. Не е ова програма. Не ме разбирате. Значи, јавниот повик е распишан во ова програма. Со ова програма за следната година. За овие 3 милиони денари што се пред нас сега. Јавен повик е распишан во ноември 2023-та. Добро. Во ноември 2024-та распишавте повик за 2025-та? Да, таму имаме 4 милиони. Тука се збореме на... Значи, за него ве прашувам. Аха, Дали... оти не е предметно, реков сега, ова извештај Јас во знам ова дека програма. не е, Добро, меѓутоа ве прашувам за двата, меѓутоа Добро. генерално во 2024-та сте распишале, значи во ова програма сте распишале повик, во ова програма немате вие повик за пречек на 2024-та. Така? Имаме, ова е тој што го гледаме. 3 милиони. Не знам или нешто е Не ме нејасно или разбирате. не се разбираме. Овде имате јавен повик за 2025-та. Немате за Не, 2024-та. ај Вики поможете, јас не знам. Значи повикот за Ај, 2025-та точно беше во декември Тоа е 2024-та, меѓутоа прашувам. колегата тие средства, значи средствата се трошат. Значи јас не ве прашувам за средствата. Ве прашувам дали во 2024-та распишавте јавен повик за 2025-та. Да, распишав. Тоа ве прашувам. Колкава висина беше јавниот повик? 4 милиони имавме на располагање. Добро, тоа ве прашувам. Вие ми велите нема повик. Има повик. Тој Секогаш има повик е за повик, 2025-та, распишан во 2024-та. Точно. Така? Значи, јас знам што прашувам, барем до толку. Имам информација. Ке ве молам, значи, бидејќи е распишан во 2024-та, бидејќи се е завршено, ве молам да ми доставите по кој закон, односно која одлука, дел од изведувачите сте ги платиле по програмата за 2025-та, еве, ако сакате така да се произнесиме, а дел од изведувачите ги платил КИЦ. Така. Бидејќи јавниот повик во 2024-та го распишала општина Битола. Да бидам попрецизна, кога се распишал јавниот повик, завршил во 2024-та, така? Да. Договорите кога ги подпишале, пред или после? По Изведувачите. завршувањето на јавниот повик. Значи во 2024-та, така? Да. Ве молам да ми доставите со кој подпишале договор. Дали подпишале со општина Битола или подпишале со некој друг. Сега мислам дека сум појасна, така? Бидејќи ова е во 2024-та. Да, во ред. Мислам дека сега се разбравме. Да. Ете така. Ви благодарам. Следно, не само уште едно прашање имам. Во врска со студијата која ја добиле група професори од факултетот за туризам, ме интересира на јавната дали само тие беа пријавени кога се објави повикот. На ова тендерска процедура, На тендерската процедура. Мислам дека имаше една понуда. Само од професорите. Да. Браво. А јавниот повик за здруженијата беше објавен со 150.000 денари? Не. Како беше објавен? Беше објавен со 200.000 денари. По него кој одлучуваше? Комисија од општината? Комисија од општината, да. Направена наменски само за овој повик или? Само за овој повик. Да. Добро. Во ред, само ве молам да влези во записник. Значи, лиценци за вршење угостителска дејност последните 3 години, на доместок кој има платено и во врска со зимска приказна, тоа што го побарав. Ви благодарам. Ви благодарам. Други прашања?
Немаме други прашања, преминуваме на наредната точка од дневниот ред. Извештај за работа на локалниот економски и социјален совет на општина Битола за периодот март 2024 година до февруари 2025 година. Молам представникот од општина Битола да се произнесе по точката. Повелете. Добар ден. Извештајот за работа на локалниот економско-социјален совет на општина Битола за периодот март 2024 февруари 2025 беше доставен до советниците на општина Битола на разгледување. Во него главно се опфатени организација и реализација на повеќе настани, кои што вклучуваат усогласување на понудата и побарувачката на вештини, клучен фактор за создавање на профитабилни бизниси, социоекономската проценка на општините под влијание на јаглен, настан за вмрежување организиран во Кавадарци, конзулски мозаик и унапредување на социјалниот диалог и отворената трибина, праведна и зелена транзиција. Значи, покрај реализацијата на овие настани, кои што не подразбираат финансиски импликации, локалниот економско-социјален совет продолжи со реализација на настани поврзани со вмрежување и соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски и други предлози кои што произлегле од ова советодавно и консултативно тело. Сите детали во врска со реализираните активности се опфатени во извештајот. Благодарам. Прашања? Немаме прашања по точката. Преминуваме на наредна точка, точка 8 од дневниот ред. Акцијски план на локален економски и социјален совет на општина Битола за 2025 година. Повелете. На последната седница локалниот економско-социјален совет на општина Битола го донесе и акцијскиот план кој што е предвиден за реализација во оваа година и кој што вклучува неколку важни стратешки области, поточно 4, и тие се однесуваат на подобрување на социоекономската положба на населението, создавање услови за поврзување на пазарот на труд со образованието, јавниот и бизнес секторот, социјално вклучување на ранливите категории и подобрување на препознатливоста на лес. И овој акцијски план, како и претходниот, нема финансиски импликации, а е поврзан со годишните програми на општина Битола. Благодарам. Прашања по точката? Немаме прашања по точката. Преминуваме на наредна точка од дневниот ред, точка 9. Одлука за утврдување на реонот на основните училишта, од кои се запишуваат учениците од подрачјето на општина Битола. Молам представникот од општината да се произнесе по точката. Повелете. Благодарам. Во врска со оваа точка, сакам да кажам дека реонизацијата која што е донесена во 2009 година на 29 октомври, од тогаш до денес оваа одлука не е променета. Имајќи во предвид дека се во изминатиот период има промена на називите на улиците, изградени се нови згради кои што не се влезени во реонизацијата на основните училишта. Со оглед на фактот дека требаше да се направи промена во оваа реонизација, основните училишта, директорите и стручните тимови имаа задача заедно со останатите училишта, односно поточно со училиштата кои што им се соседни, да го утврдат реонот и да достават број на улици кои што припаѓаат во нивниот реон. Училиштата ги доставија предлозите и ви ги доставивме како предлог за оваа точка и за донесување на одлука. Но сакам да напоменам, во врска со оваа точка имавме и една корекција, бидејќи се однесуваше на основните училишта Климент Охридски, Стив Наумов и Елпида Караманди, бидејќи овие училишта делат заеднички улици, како што се Партизанска, Пожаревачка, Михајло Андоновски и Игњата Танасовски. Од овие улици се запишуваат ученици и во сите овие три основни училишта. Со оглед на фактот дека голем број од учениците веќе учат во овие основни училишта, а дел од учениците што треба да се запишат како првооделенци во оваа учебна година, имаат братчиња и сестричиња кои што веќе
се запишани во тоа училиште и по барање и на родителите им ја дадовме оваа можност со тоа што ставивме во реонизацијата дел од Партизанска да бидат во Климент Охридски, дел во Елпида Караманди, дел во Стив Наумов. Од тие причини се наведени и другите улици. Морам да напоменам за оваа реонизација дека после реонот на основното училиште Георги Сугарев ставивме една реченица каде што е истакнато важно, бидејќи сакам да знаете дека општина Битола, општина Штип, Министерството за образование и државата Република Македонија од страна на родителите на учениците роми беше тужена пред Советот на Европа во Страсбург и тие ја добија пресудата во нивна корист, односно во корист на родителите на учениците роми, бидејќи пресудата се однесуваше на тоа дека општина Битола и општина Штип прават сегрегација на учениците роми, односно голем дел од учениците се запишуваат во основното училиште Георги Сугарев. Но сите знаеме дека тие и реално таму припаѓаат и таму живеат, но одливот се однесуваше на тоа што дел од учениците што учат во околните основни училишта имаат можност, бидејќи паралелките не го исполнуваат законскиот максимум со број на ученици во паралелка. Заради тоа, оваа реонизација предлагаме да биде донесена со одлука на Советот на општина Битола, со тоа што сите ученици каде што ќе припаѓаат во овој район, што Советот ќе донеси оваа одлука, за да можат Државниот просветен инспекторат и овластениот општински инспектор да го следат правилното запишување согласно законските прописи на учениците во основните училишта, посебно на првооделенците. Ви благодарам. Благодарам. Прашања по точката, повелете председателке. Првото прашање ми е до вас, како некој кој подолги години е во општина Битола, ме интересира кога последен пат имаме донесено ваква реонизација. Дали оваа реонизација е обврзувачка? После ќе ви ги допоставам другите прашања. Последната реонизација е донесена на 29.10.2009 година. Дали истата е обврзувачка? Согласно законот, истата е обврзувачка во еден дел, меѓутоа не е обврзувачка во оној дел каде што вели ученикот може да се запише надвор од реонот и во друго основно училиште, доколку во училиштето каде што сака да се запише, бројот на ученици во паралелка е помал од законскиот максимум. Добро. Сега, мене ме интересира, бидејќи имам информации дека, например, во град Скопје, нели има неколку општини, меѓутоа таму не може да се запише ученик од едно во друго училиште, доколку не припаѓа на тој реон. Може би ми е грешна информацијата, затоа и вас ве прашувам, дали во другите општини се почитува таа реонизација или не? Точна ви е информацијата, председателке. Од тие причини, заради тоа што голем дел од учениците од посебно сега ќе нагласам од Георги Сугарев се запишуваат во Тодор Ангелевски, од тие причини ова реонизација ќе се донеси со ваша одлука и ќе се почитува во известувањето што секторот за јавни дејности го достави до Министерството за образование, побара и Државниот просветен инспекторат и овластениот просветен инспектор внимателно да го следат запишувањето на учениците и да нема отстапки од оваа реонизација. Не зборувам јас само за Георги Сугарев, значи сме сведоци и за Трифун Пановски, сме сведоци и за Гоце Делчев, сме сведоци и за други училишта кои што ние тука носиме и одлуки за намалување на бројот на ученици во класовите. Колку што се сеќавам имаме и донесено. Затоа и ве прашувам дали после носењето на ваква одлука
нема да смееме да носиме одлуки за ученици со за одделенија со помал број на ученици или со поголем. Ме разбирате, така? Да, ве разбирам. Значи, после носењето на ова реонизација, дали ние, бидејќи ние ќе ја донесиме реонизацијата, меѓутоа и сами кажавте дека секој ученик може да се запише во училиште каде што има не се исполнува бројот на ученици, а ние редовно носиме и такви одлуки. Дали ние понатаму ќе носиме такви одлуки или не? Дали ќе смееме да носиме такви? Да, и понатаму ќе смеете да носите одлуки, бидејќи иако сега ќе го одлучиме реонот, ќе видиме списокот треба од Министерството за внатрешни работи да го добиеме сега во овој месец и да видиме колкава е бројката. Значи, не верувам дека во сите основни училишта ќе биде бројката со потребниот максимум, а од тие причини повторно ќе треба вие како совет да донесете одлука за формирање на паралелки со помал број на ученици. Во ред, ви благодарам. Ви благодарам. Други прашања? Констатирам дека немаме други прашања по точката и преминуваме на гласање на точките од дневниот ред. Точка 1. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2024 година. Кој е за? 1 за, воздржан, 2 воздржани. Точка 2. Годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2024 година. Кој е за? 1 глас за, воздржани, 2. Точка 3. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2024 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 4. Годишен извештај на локалниот совет за волонтерство на општина Битола за 2024 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 5. Извештај за активностите на општинскиот совет за превенција на детско престапништво за 2024 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 6. Извештај за реализација на програмата за туризам на општина Битола за 2024 година. Кој е за? 1 за, воздржани, 2. Точка 7. Извештај за работата на локалниот економски социјален совет на општина Битола за периодот март 2024 февруари 2025 година. Кој е за? 2 гласови за, воздржани, 1. Точка 8. Акцијски план на локален економски социјален совет на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласови за, воздржани, против? Колега? Воздржан или? Акцијски план на локален економски социјален совет на општина Битола за 2025 година. 1 воздржан и 2 гласови за. И точка 9. Одлука за утврдување на реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците од подрачјето на општина Битола. Кој е за? Против? Нема, воздржани? 2. Со тоа ги исцрпивме точките од дневниот ред на денешната комисија за јавни дејности и со тоа седницата ја прогласувам за завршена. Ви благодарам.